Изработуваме 3D модели кои што се идеална реплика на органите на пациентот и ги користиме тие за предоперативна припрема. Од студентите до највозрастните, првото прашање што имаат зарем во Македонија тоа се прави. Тоа е првото, а второ, кога веќе ги покажуваме, ги имаме јасно опипливи добрите резултати, нема контрааргумент дека користењето на вештачката интелигенција може само да ја подобри грижата за пациентите. На ниво на држава немам јасна евиденција, ниту пак податок дека некој друг ја користи, зборам за рутинска употреба, во корист на лекарската професија. Тоа што нас ни помага изработката на овие модели е да знаеме точно со каква анатомија ќе се соочиме кога ќе почнеме операција. Вештачката интелигенција ни помага да бидеме многу побрзи, многу поефикасни и доколку без користење на вештачка интелигенција мене ми се потребни да речеме 12-15 часа моделирање и пренесување на снимката од една компјутерска томографија во еден 3D модел, со помош на вештачка интелигенција 80 до 90% таа работа се скратува. Генерално за 24-48 часа од снимката може да го имаме предметот во рака. Треба само едукацијата и фокусот да биде на во некоја насока која што би ја направила полесна и подостапна и за користење вештачка интелигенција од страна на лекарите. Мислам дека никогаш нема да се замени лекарот како лекар, туку само треба да се заменат вештините кои што тој лекар ги има. Вештачката интелигенција може да биде многу добар помошник за докторите, меѓутоа само како советодавно тело. Може да дава своји сугестии, предлози, може да ја забрзува работата на докторите, да биде на некој начин копајлот за справување со некој конкретен пациент. Меѓутоа дека во овој момент вештачка интелигенција може да замени доктор, далеку сме од тоа.